Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Љупчо Зиков, колега новинар, аналитичар, позната јавна личност, мислам дека не треба ни да се представува премногу. Добар ден. Господине Зиков, ќе анализираме за она што се случува на политичката сцена, ќе се обидеме да поминеме преку најактуелните точки. Гледаме дека се уште се бранува во јавноста посетата на премиерот Мицкоски на Америка, затоа за околу прашањата каква беше таа посета, успешна, неуспешна, кој го поканил, дали таму бил навистина на настанот на инаугурација на Трамп или на некој друг настан. Гледаме доста политика во ова. Како гледате вие на оваа посета? Видите, овде имам два коментара. Значи, на две теми можеме да разговараме кога е во прашање. Посетата на Мицкоски не е спорна. Тајмингот, дури може би и добро одбран. Како вели, и најдолгиот пат почнува со првиот чекор. Ако сакате да се приближите на една ваква администрација, на администрација која најавува дека во следните 4 години ќе игра главна роља во светот на геополитиката, тогаш од тој аспект гледано добро е да сте таму. Веројатно, кога ќе ви го дадат список, кога ќе му го дадат на Доналд Трамп списокот на гости, кој бил се таму, таму ќе стои името на премиерот на Република Северна Македонија и тој тоа ќе го види и ќе го констатира. Значи, еве и да не го видели, да не знае Трамп дека е поканет. И по тој основ нема никаков проблем. Контактите, може би не се ни најважниот момент за тие 2 дена на свечаности што се одржувале таму. Значи, се видел со тие што се видел со тежината, сега нема да кантар да ги мериме колку тежат тие контакти таму. Веројатно, добро е што се воопшто воспоставени тие врски. Оно што мене ми смета во таа работа е начинот на кој се брани целата таа позиција. Тоа е дека еве сега со Доналд Трамп ќе ни цветаат розите во американските односи и така натаму дека Америка тотално ќе застане зад Македонија во сите нејзини напрегања со проблемите со Бугарија, на патот кон Европската Унија. И тоа е реторика која, ако следите српски медиуми за Вучич што се пишува, значи визави Доналд Трамп, значи тоа е истата реторика, на истата логика, дека готово само што не ги решиле Македонија и Србија своите проблеми сега со администрацијата на Доналд Трамп и Гренел, што е во најмала мера несериозно, а да не речеме и навреда на интелигенцијата на луѓето, барем има луѓе што не знаат стварно, има луѓе што пратат и знаат за таа работа. Има еден друг момент, а тоа е дека сега светот во односите помеѓу Македонија и Америка почнува од сега, практички, од посетата сега во Вашингтон при инаугурацијата, и дека сега ние со Доналд Трамп и со Гренел ќе ги решиме сите проблеми и дека до сега ништо не се работело. Заборавајќи на тоа дека 30 години Македонија почива како држава и се што е клучно решено во оваа држава, ако сакате политички, безбедносно, финансиски и сето тоа, во најголема мера е решено тргнувајќи од односите помеѓу Скопје и Вашингтон, нели во тие стратешки релации. Претходно имавме во претходната влада и влади на СДСМ имаше воспоставен стратешки диалог помеѓу двете држави. Сега некој сака да игнорира моментот дека, например, државниот секретар за одбрана Блинкен со нашиве се гледаше помалку или повеќе на секои 2 месеци. Еднаш, 2-3 пати има дојдено во Скопје. Значи, нашиве таму во Стејт департмент беа редовни гости. Тие се релации кои треба разговорот да се води на друг начин. Ако сакаме да направиме еден баланс во општеството, да направиме една добра енергија, па утре ако сакате и оваа влада да си направи уште подобри релации на континуитет со Вашингтон, тоа е некои работи да се прифатат и да се признаат. Значи дека е ова континуитета, дека не е така и таа покана не е туку така дојдена, ако има покана према Мицкоски, не е туку така дојдена. Сега можеме за другите фолклорни елементи на посетата да разговараме, дека тој е единствениот балкански лидер поканет на инаугурацијата. Тоа е, мислам, претенциозно кажано од кабинетот или од луѓето во периметарот, сега тоа е новиот збор, нели, периметарот околу Мицкоски, заради тоа што сега единствениот. Сега замислете, немал покана Вучич да отиде таму.
Немал покана Орбан да отиде таму. Добро, за воја на вистина немаше никој друг таму. Немаше никој, ама не можете да го врзите со покана. Значи, дека сега не со покана, не можете да го врзите со ексклузивно само балканскиот лидер од Македонија бил таму. Значи, немал Мицотакис покана да присуствува. Сите се тие десни во делот на републиканскиот периметар, нели на држење на работиве. Па ќе кажам, него потиснува моментот на тоа дека е добро, окей, што нашиот премиер беше таму. Меѓутоа, знаете што, добро е што Вучич и не бил таму. Заради тоа што ако беше Вучич во ротандата, а нашиот ако беше во другиот простор, тогаш ќе беше исто така проблем. И тоа може би и поголем проблем. Добро, но пиарот излезе добар за влада. Сега зборувам за пиар. Гледано од аспект на пиар, да, во јавноста тоа е... видовме, например, имаше реакции во соседна Бугарија, таму председател Радев некакви реакции зашто тој не бил поканет во Вашингтон. Значи, сепак во Вашингтон имаше протагонист на сегашната влада, тоа беше Петков. Во Вашингтон имаше, Петков беше во Бугарија, во Вашингтон, и тој е протагонист на сегашната влада, колку што знаме, коалиционен партнер на Борисов, така? Значи, меѓутоа, еве, не беше Борисов ексклузивен таму, кога знаеме дека Борисов и Трамп се во прилично блиски релации, помалку или повеќе како Орбан и Трамп. Значи, во тоа. И она што е многу важно суштински, околу оваа посета е моментот дека кога правите таква делегација, вчера многу прецизно го пратев премиерот на една друга на националната телевизија во интервју, каде што рече одговарајќи на прашањето зошто толкава робусна делегација, зошто се тоа мора така, тој тоа го објасни, зарем не мислите вие дека ја ранчето ќе го земам, па ќе отидам за Вашингтон, помалку или повеќе сакаше да каже сам ли ќе одам таму. Се е тоа во ред. Има делегација, се прави строго дефинирана, фокусирана делегација на членови внатре што треба да ги имате во делегацијата. Меѓутоа, замислете вие, сите лидери на албанските партии во Влем беа таму, помалку или повеќе. И Мицкоски, значи, и фалеше Максим Димитриевски и Стоилковиќ. Па што не ги зема? И ниф и сите. Тоа, според мене, ниту е достоинствено, ниту е продуктивно кога одите така, заради тоа што то само по себе во дипломатски и политички кругови кажува дека вие дома не можете да си ги избалансирате односите меѓу себе и да знаете дека функционирате како една држава и една влада. Од ја тоа го поврзувам со тоа, знаете, као да сме ние раскарани овде како израелците и палестинците, па не викаат у Вашингтон да не мират. Тоа обично така излегува после на крајот. И секој си има свои собствени агенди. Ја тврдам дека протагонистите на Влен, што беа во Вашингтон, тоа се тие неформални лидери на Влен, на движењето, тие си имале свои контакти по друга линија таму, во тој дел. Значи, тоа смета, и то 30 години ми сметало. Не ми смета кај ВМРО, тоа ми сметало и кај СДС. На крајот на денот, дуизацијата произлезе од таков тип на односи, обвинувањето према СДСМ, дека го дуизира општеството. Значи, ваков и други типови на примери придонесувале за тоа. Паралелни односи. Паралелни односи, па еве сега, значи, го имате истото, значи, во тоа. Добро, да, убаво велите, тоа е фолклоризацијата на посетата, сега ја коментираме, но сакам да ве вратам на оваа теза која кажавте, која е прилично интересна и која можеби навлегува во суштината, каде што велите, континуитетот на односите помеѓу Соединетите Американски држави и Македонија. Има тези, не само кај нас, туку во светот, дека председателството на Трамп всушност го прекинува континуитетот на досегашната американска надворешна политика. Но дали е тоа навистина така? Дали мислите дека од Трамп сега се почнува од нула? Види, јас мислам дека тоа е прашање за $1.000.000. Никој во светот не може во овој момент, читаме деновиве све што се кажува околу политиката на новиот председател, каква ќе биде, персоналот каков ќе му биде. Никој не може да го каже тоа. Дури јас и денеска не можам да кажам дали континуитетот во оние длабоко стратешки односи помеѓу Македонија и Америка ќе продолжат. Заради тоа што ние агендата и листата на барања на Трамп не ги знаеме се уште. Тие ќе дојдат еден ден, нема да дојдат можда директно преку Трамп према Македонија, меѓутоа ќе дојдат преку Гренел, да речеме, или преку некој друг. Што е тоа што се бара? Ако ние тргнеме од тоа што се случува во моментот во администрацијата на Трамп, деновиве, вчера, завчера и така натаму, се случуваат многу конфузни ствари, ако сега тоа го анализираме. Значи имате вие
пазите, имате вие стотици подпишани извршни наредби и сите се за 15 дена, за 45 дена резултат, или за 45 дена донесете план како тоа ќе го решиме. Значи, и сега светот е во таква конфузија, не станува збор за обични прашања за обичниот човек од типот на комунали или не знам како ќе се грееме или загадување. Тука станува збор за пореметување на светот. Трамп изразува аспирации према Канада, сака да ја прави 51-ва држава на Америка, сака да го купи Гренланд, преименува заливи, Мексиканскиот залив се преименува, го замолил Google да го преименува во Американски залив. Ла-Манш треба да се вика канал Џорџ Вашингтон. Значи, Панама и така натаму. Значи, тоа е нешто што ако тргнеме ако сакаме да кажеме дека тоа внатрешна работа на Америка и сега таа ќе си го редува од позиција на сила, нели? Или договор, а на договор се прави вака или онака, нели? Исто со сила. Да. И како вика, ќе ти понудам нешто што не можеш да го одбиеш, нели? Во тоа го знаеме во познатиот серијал од три филма. Да. На сите познат. И значи кога имате вие таква ситуација, вие не можете да креирате очекувања што ќе биде. Моја проценка е дека политиките Македонија ќе треба и Македонија и Западен Балкан и сите држави, па дури ја ќе кажам и Европа е веќе во однос на Трамп во тој кош. Таму политиките веројатно на краток рок ќе се прават, заради тоа што Трамп како лидер е импулсивен. Значи, например, многу пати навидуме неразбирливото тој што го бара и што го поставува како услов на светот во моментот. Еве ќе ви кажам пример, два примера. Например, тој вели Канада 50-та република. 51-ва република на Соединетите американски држави. Значи, ако го гледате од внатрешно американски интерес, Канада е едно либерално општество, значи многу полиберално од американското општество, со многу полиберални ставови према цркви, према геј бракови, према се. Со бесплатно здравство. Со бесплатно здравство и така натаму. И сега кога го гледате дека тоа ви го кажува републиканец, реално, и зад него стои републиканската партија која е конзервативна партија, многу конзервативна партија, па тоа значи дека ако Канада влезе како 51-ва држава на Америка, дека републиканците реално никогаш нема да дојдат на власт повеќе. Значи, тој ќе дојде ден на гласање за председател, така. Значи, еве ви едно, по мене, како да кажам, контраверзен став на председателот. Друго, например, ова со мигрантиве. Тој вели, ќе ги депортираме мигранти. Сите мигранти ќе ги депортираме. Таму не ги ни избројале колку се, заради тоа што едно е официјална бројка, друго е под мост над мост што живее во Мајами, во Хјустон, во Сан Диего, во Лос Анџелес и така натаму. Значи, во Њу Јорк. И добро ќе ги депортирате. И кој ќе работи во американската индустрија? А вели во исто време се вели фабриките да се прават во Америка. Сите фабрики да се прават во Америка. Значи да се економски да се абстинира од инвестиции надвор од Америка, да се инвестира во фабрики во Америка. Им се обраќа на своите бизнисмени. Каде што ви требаат повеќе работници. Да, меѓутоа ирец, италијанец, англичанец, германец во Америка не работи за $2000. Значи, работи за многу повише. Во кои индустрии? Тој се враќа на традиционалните индустрии. Значи, Трамп се враќа на вели бушотини за нафта. Да. Значи, кој ќе копа нафта таму? Кој тоа ќе гледа? Тоа го прават мигрантите, тоа го прават и македонците кои се мигранти таму. Не се само мексиканците мигранти. Па тоа не е ново, мигрантите имаат зграда на Америка. Да. Историски. И сега гледано економски. Всушност сите се имигранти. Да. И сите се емигранти, ама да речеме има таму темно-зелени и светло-зелени, така? Тие темно-зелените мигранти, например, ево вие што се во кој спаѓаме и ние, ево како сега која боја сакаме таа ќе си ја одбереме, нели? Во тоа што преме таму имате афроамериканци, имате испано-американци, имате балканци, имате тие се сите ставени во тој кош. Знаете колку, например, од македонски аспект гледано, пола Њу Џерси е на дивота. Што живеат. Значи, али тоа е политичкиот аспект. Економскиот аспект и политичкиот став на председател Трамп за мене е контраверсен и помалку нелогичен за американските интереси внатре. И сега
И сега, како ние да градиме политика визави тоа? Значи, нашите политики, и балканските, и европските, источноевропските, и западноевропските, би били импулсивни политики, тие што ќе се случуваат на краток рок, реков. Значи, ќе се поставуваат врз основа на секое барање. Иако сметам дека, знаете што, мислам дека во еден момент ќе се смири, ќе се нагазни топката во Америка и во првиот мандат беше така. Ако се сеќавате на почетокот се тргна слично, па се раскараа во администрацијата, па имаше еден куп оставки. Еве и сега тоа се случува, денојуве. Значи, и потоа легнаа работите, се виде докај може и докаде Уставот и Врховниот суд на Америка дозволува тоа да се прави. Да, јас прочитав некоја анализа дека доколку Трамп ги протера сите мигранти тие што сака да ги протера, дека БДП-то на Америка ќе падне за околу 8%. Значи тоа се невидени суми, бидејќи БДП-то на Америка е огромно. Добро, ајде малку да се префрлиме на домашната политика. Како што кажав, не се случува премногу, баш во моментов немаме некои тековни политички процеси, освен она константно односите со Бугарија, Европскиот пат и така натаму. Гледаме дека има доста политички превирања и обвинувања околу онкологија. Нема да навлегуваме таму премногу во детали, во тендери, во суми, бидејќи тоа е веќе скроз друга проблематика. Но ми се чини дека, еве, конкретно за онкологија имаме еден историјат, таму имавме една голема афера, едно големо обвинение кој беше поднесено уште од претходната власт, за која се уште немаме разрешница. И тогаш обвинувањата отприлика беа исти. И кога беше СДСМ на власт, истите обвинувања доаѓа од ВМРО ДПМН, сега па обратно. ВМРО ДПМН на власт, ги гледаме истите обвинувања од СДСМ. Ми се чини како приказната тамо само да се повторува, пациентиве страдаат, лекови нема, не е нешто ново, тоа сме го виделе и во минатото. Сега ќе ми дозволиш пред да го елаборирам ова, сакам преминот да го направам, ама ќе се вратам повторно во Америка. Значи, ти го спомна податокот 8% пад на GDP, на БДП, ако се иселат мигрантите. Се согласувам и ја го видов податокот. Тоа е анализа, проценка. Ако се воведат и царините према Кина, Европа, Канада, Мексико, како што се најавува 20, 25, 10%, значи, као од ракав се тресат царините, значи, во периодов, тоа е трговска војна, фактички отварање, и таа веќе никој не ја крие. Овде многу ќе страда Европската Унија, земјите на Европската Унија. За Македонија, тоа треба да биде најголемата тема во општеството во моментот. Заради тоа што најголем трговски партнер на Македонија е Германија. Германската економија во последните 2 години не е добра. Лошо е. Има карцином. На онкологија. Значи, ние наместо се занимаваме со такви суштински теми, заради тоа што набавките од Германија ќе ни се намалат. Да, јас се согласувам со премиерот Мицкоски вчера. Веќе вела дека текстилната индустрија е на колена во Македонија, поради тоа. Меѓутоа вчера се согласувам со Мицкоски кај што вели ова е голема шанса за фабриките сега од Европска Унија, зборуваше за Германија, тоа важи за цела Европска Унија, да се префрлат во земја која не е членка на Европска Унија, како Македонија. И сега ние, што, треба да ги чекаме фабриките да донесат одлука. Зошто би дошле тука, а не би отишле во Србија, например, или не би отишле во Црна Гора, или не би отишле во Босна. И тука не сме ние конкурентните што треба да го направиме тоа. Ние тоа го гледаме последните години. Ние имаме инвестиции странски во Македонија, меѓутоа има повеќе инвестиции странски во Србија. Значи, Србија со поголеми политички проблеми од нашиве проблеми, со поголеми политички услови од Европска Унија. Косово не е помала работа од нашите проблеми, што ние ги имаме овде. Со целата нејзина политичка нестабилност, што практично последните 5 години од водењето на Вучич е иманентна таму, значи во Србија. Значи и пак имаат поголеми странски инвестиции. Open Balkan, кој има поголема корист од Open Balkan што е направен? Пазете, нашите работници одат у Србија да работат, не доаѓаат Србија, не видов Срби да дошле тука во Македонија со Open Balkan да работат. Не знам ја дека некој се фали од нашите индустрии во Македонија, дека Open Balkan многу му помогнало за тоа. Да не се сведе Open Balkan на светославската слава од синоќа секоја година што ќе ја правиме во Македонија. Значи, имаме големи економски, екзистенцијални теми кои треба да ги решаваме и ние во Македонија сега се бавиме со едно многу важно прашање во принцип, меѓутоа политички
политички го вртат, се замајува јавноста во Македонија, а зад завесата се случуваат, предпоставувам, некои сосема други состојби. Што сакам да кажам? Значи, темата онкологија почна во време на владењето на СДСМ. Значи, СДСМ ако сакаше тоа да го скрие, сега збориме реално, ако сакаше таа тема да ја скрие, у тоа време немаше да се отвори темата, ќе се скриеше. Еве се отвори. И отвори ја ВМРО, ја превзеде обвинителство, ако се сеќавате тогаш и сето тоа. И тоа трае 2 години, тоа не е решено. Оно што го потенцирав и вчера на едно место, и го напишав на статус, и еве и колумна пишувам на таа тема, е фактот дека не сме пациентот да остане без лек. Особено не на онкологија. Еве ако ни е траљав системот, барем на онкологија да работите, да бидат кој што треба, знаете. Значи, темата е многу болно. Таму имате разни категории на пациенти. Имате пациенти во добра состојба, имате пациенти во средна состојба, имате пациенти на кои деновите им се изброени. Цела Македонија е таму. Дневно по 100-200 пациенти одат по лекови таму. Седат по 3-4 сати во просториите. Некои пациенти, некој дошол од Делчево таму, со последните пари во джеб за такси дадени. Со такси доаѓаат, па чекат, па го договараат таксито на Водњанска да го врати назад, оти таксистот е Делчевчанец. И така натаму. Знаете која мака е таа? Тоа се танталови маки за пациентите. И вие да ги оставате луѓето на таков начин, тоа е нехумано. Тоа е отсуство на емоционална интелигенција. Тоа е отсуство на чувство за држава, како да ти кажам, значи систем. И они ти викаат сега системски ќе го решаваме проблемот. Абе донеси лекови прво. А системски 30 години го решаваш, ако го решиш, браво, честито. Но донеси лекови. И окей, добри се најавите, повторно ќе кажеме дека одлично, супер, неделава ќе се реши проблемот. Таму не треба 10 сати да се чека за лека, не 10 дена. Значи за таа работа. Тој проблем е клучниот проблем за кој јавноста сега не можеме тука да се делиме на ВМРО-овци и СДСМ-овци, така? Овој муавет не важи за поделба од тој. Како што кажав, тоа трае многу одамна, не така е, 30 години трае тоа. И сега како треба да дојде некоја будала да влезе на онкологија па да потепа се живо, тоа чекаме сега да дојде. Тоа се лични судбини на луѓе. Луѓето умираат на онкологија. Значи, и вие онака ноншалантно, ќе го решиме. Значи, тоа е мојот коментар за работите. Добро, зошто никој не успева да го реши, еве системски како што велат, навистина системски проблемот за веќе онкологија да не се зборува. Зошто тоа толку трае? Знаеме дека тие терапии се скапи, јасно е тоа се. Но сепак, еве како што велеме, држава сте, па решете го тоа еднаш, веќе за секогаш. А знаеме дека не е само во однос на тендерите на терапиите, знаеме дека и во внатрешноста во градовите не функционираат одделите за онкологија, па како што велите, пациенти од Делчево, од Битола, од Охрид, сите мора да доаѓаат во Скопје, иако тамо во болниците, во секундарното здравство има оддели кои што можат да функционираат. Не функционираат. И тоа со години трае, се повторува и никому ништо. Скопска онкологија е пренатрупана, сите тука доаѓаат, бројот се зголемува од година во година, голготата трае. Види сега, тука е големата тема за Македонија. Тоа е таа колосална неспособност што се покажува не само во здравството, нели? Ке збориме за ова, се покажува во судството, се покажува во економијата, ако сакате, на еден начин. Се покажува во однос сега влада, синдикати, работодавачи во делот на плати, пензии. Се таа една килавост што се покажува во немоките да се донесат вистинските одлуки. Во тешко време се носат тешки одлуки, се носат резови. Коментарите одат во тоа дека види, во здравството ние имаме проблем не една година, имаме 30 години. Да. И све системски се решава. Проблемите беа во Фондот за здравство. Кој знае, еве денеска, широката јавност, знае ли како функционира Фондот за здравство? Не знае. Значи, на кој начин се набавуваат лекови, од кого се набавуваат, на какви тендери се набавуваат лекови. Тоа, ајде да речеме, јавноста поширока, можеби и не ја интересира сето тоа. Значи, јавноста заинтересирана во здравството интересира да има лекови, еве во аналогно на конкретниот случај. Но пазете, тука има многу причини, има неспособност. Тука има корупција. Тука има неодговорност. Значи, ако сакате, не мрзливост за да се решат некои работи. Има многу политички интереси за таа работа.
Се е тоа така. Но и секој нов премиер која доаѓа вели тоа го решаваме. И ако забележувате, секогаш од здравството се фаќаат дека ќе го решат. Здравство. Зашто? Ти таму има највише гласачи. Значи во здравството имаме ние многу гласачи, имате и разни таргети, пензионери и други. Сите се засегнати, да. Сите се засегнати и имаат своји семејства, фамилии кои се засегнати. И кога вие држите доктори и пациенти под контрола, тогаш и гласачите ви се наброи. Значи, ја би сакал, еве, као граѓанин сега зборувам, би сакал тие проблеми сега да се решат. И ја ќе честитам. Ако тоа се реши, ако се тргнат во реформи во здравството, велите, низ цела Македонија има оделенија за онкологија, да. Па сите се прашуваме зашто тоа не функционира. Зошто Македонија остана без доктори? Таму сега една од причините што нема ни доктори. Ама зошто остана без доктори? Зошто требаше 5 години додека во време на претходната влада се средија некои работи, пораснаа платите, наградите на докторите, па нешто се обиде да настане и сега не видовме ние дека оваа влада па нешто па тоа го прекинува. Го продолжува тоа како плата, како награда, како сето тоа, дури сака и да го надгради. Свето супер. Но ај сега врати ги докторите од Германија. Значи, сега ви требаат нови доктори. Знаете ли што значи еве, на нас ни требаат многу суштински кадри во здравство, во образование. Па ајде, зошто мора толку формални процедури за вработување на луѓето таму? Ке вработиме 92-ца, 43-ца ке доктори. Бе вработи 200 доктори. Имаш специјализација, нека земаат повеќе. Земи кворум да имаш, поголем кворум да имаш на сцената. Потоа тоа самото ќе се калибрира по квалитет, по интерес дали сака да остане во Македонија или да оди во странство. Ти мораш целиот тој контингент кој студира по нашите факултети за медицина, ти треба да го прибереш некаде. Зошто студира? За у Кјелн да биде заболекар ли? Значи, тоа е нешто што мора прво да се има политичко чувство за таа работа, дека сака, политичка волја треба да се има за да тоа се направи. И тоа е системско решавање. Да обезбедите кадар. Ние не патиме од закони, протоколи и процедури, тоа има се. Другиот момент. Еве гледам 5 години веќе главна тема во државата е преговори. Синдикатите станаа главни звезди, се преговара за плати, за јавни администрации, плата во јавна администрација. Обично кога се преговара за плата, се преговара за платата во јавната администрација. Да. Па индиректно да се зголемела и таа плата другата. Има ли некој овде учен да каже стоп на тој процес? Поентата не е во зголемување на платата. Па ние сами ја правиме инфлацијата. Која е таа плата што би го усрекил некој македонски граѓанин денеска? Кога просечната плата во Словенија, да речеме, ако не се лажеме, 1500 евра. Дока ние тя треба да стигнеме за една година Словенија ли? Кога сосема други причини има и други фактори влијаат на зголемување на платата во една економија. Тоа е продуктивност. Значи, ќе ми дојде некој и ќе ми рече, извинете, мојата плата е мала, ниска, и добро, јас ќе му кажам, колку зимаш сега? 60.000 денари. Колку сакаш да зимаш сега? 75.000 денари. Не може. Зошто? Зошто да ја зимаш? Кажи ми, зошто е причината да земеш ти таа плата од 75.000 денари? Што ќе добијам ја? Ја некако, јас собственик, као Зиков. Тоа може да биде утре администрација, тоа може да биде некој голем директор, голем собственик, голем инвеститор и така натаму и така натаму. Мала ти е оваа плата? Мислиш дека повеќе заслужуваш? Да. Дај си отказ, излези и заработи на друго место и викни ми мене. Или отвори фирма као ја што сум отворил, па земи ја платата. Па земи 3.000 евра. Значи, тоа е психологијата и мајндсетот што треба да преовладува кај нас кога се разговара за овие работи. Не можете вие со синдикатот да зборите и да завршиме работа. Колку ви треба? Која ви е вашата желба да ја зимате платата? Минимална, средна и максимална. Зошто го кажувам тоа? Тоа сурово звучи, брутално звучи, но со тоа си ја сечеме гранката на која седиме. Платите ги зголемувате, вие притискате на пазарот за цени. Цените се зголемуваат. Кога се зголемуваат цените, што се чудиме ние каква инфлација? Ние имаме две инфлации. Една е увезена инфлација, заради тоа што цела Европа и цела Америка е во инфлација. Да.
Таа е увезена, заради тоа што ние за 30 години не направивме стопанство наше македонско, кое ќе произведува со наши продукциони цени, со наши трошоци. Ние земјоделски, ние патлиџани увезуваме. Краставици увезуваме. Ние немаме наше производство. Тоа значи дека едната инфлација е увезената инфлација. Инфлација во Германија или во Турција, значи инфлација и во Македонија, која ќе увезувате. И втората инфлација е оваа што ја правиме сега. И сега, јас 30 години се бавам со анализи на овие состојби. И јас сум сигурен дека во Македонија постојат 50 луѓе што го разбираат тоа што јас го зборувам сега. И кога зборуваме за плата, веројатно е исто така битно што можете да купите со таа плата, не само да гледаме апсолутни суми, како што вие велите во Словенија 1500 евра или во Германија. Затоа и реков си ја сечеме гранката на која видите се. и во Словенија што може да купите за 1500 евра. Апсолутно да. Значи со 1500 евра оди живее во Словенија. Збориме за некој, нели, просечна или сега не ги знам точно јас цифрите, нити па со Excel не се бавам, со анализа се бавам. Значи во тоа. Значи многу е важно да се свати во ова општество дека за да ви дадат повеќе пари во денари, некој треба да отпечати денари. Некој треба кој ќе извадите на банкомат да видат тие нови новцети денари. Тоа значи дека ги отпечатил некој тие денари. Отпечатувањето на денарите значи инфлација. Во економија во каква е оваа економија. И оваа економија не е од сега таква, него е 30 години таква. Ние не успеавме во Македонија, ние зборуваме, пазите, цело време за странски инвестиции. Странски инвестиции е контингент на работна сила во тие фабрики. Ма ние не зборуваме, во Македонија, например, никогаш не се отвори прашањето за финансиската писменост на младите луѓе. Финансиската писменост. Па не само на младите луѓе, ние немаме финансиска писменост ни на старите луѓе. Ни на пензионерите немаме финансиска писменост. Каде може да се инвестира? Во кои производи? Кој знае во Македонија? Колка е тој контингент на луѓе? Знаете ли дека, мислам дека некаде под 2%, податок е, под 2% или под 1% е луѓе кои тргуваат со акции на берзи во Македонија. И не само во Македонија, и во регионот е таков процентот, и во Србија и така. Тоа е многу малце, да. Да. Никој не отвара темата за предприемништво. За самите луѓе да отворат бизниси мали. 2, 3, 4, 5%. Па Трамп на тие се крсти во Америка. Да, токму на тие се крсти во Америка за новиот раст на американското општество и американската економија. Кај нас таа тема е, кој ќе кажете предприемништво, смешно е. Така, смешно е. Затоа кај нас е главно од каде тргаат проблемите и немокта. Тргаат заради тоа што кога се кажува кај нас за работа, во широките народни маси се мисли ќе се работи во јавната администрација. Зошто? Ти таму најбрзо растат платите во последните години, така? Да. Па нели е абсурд? И тоа ги повлекува сите плати после. Да. А кој ги создава тие плати? Кој го прави буџетот? Приватниот сектор. Кој плаќа даноци. Тоа само по себе е контрадикторно. А поставена е игранката дека приватниот сектор треба да го брка јавниот сектор по висината на платите потоа. И потоа имате притисок на инвеститорите, на собствениците на бизниси и така натаму да дадат поголема плата. И тој како ќе ти дадам поголема плата, продуктивноста која е? Која е твојата продуктивност? Кој е мојот извоз од оваа држава? И така сега доаѓаме полека и до големите теми. До големата, една е голема тема во Македонија. Како ние тоа да го промениме? Затоа јас повеќе пати кажувам дека ова може да се промени со нова визија, со нова парадигма, со шок ефект. Тоа значи во Македонија би можело тој шок ефект да биде или некој нов проект или патот кон Европската унија. Значи реформите во Европската унија. Ние мораме побрзо да се качиме на таа шина заради тоа што не само Македонија, сите држави на тој пат што се сега членки, а се околу нас, Бугарија, Романија, Хрватска, па и Словенија ако сакате, Грција пред повеќе години. Тие сите биле на истата во истиот момент, биле како што е Македонија денеска. Меѓутоа тие влегле во Европската унија, влегле во преговорите, во процесот на преговори. И преку процесот на преговори кои не се само преговори, тој процес е следен со фондови, тој процес е следен со реформата е платена. Така вулгарно да се изразам. Има аналитичари кои велат, не има него, рече се сите експерти се согласуваат дека економски раст од 2-3% годишно фактички не е ни раст. Тоа е као да стагнира, мислам. Сега за Македонија и за сите држави кои денеска се нарекуваат emerging markets, значи
пазари во раст, во развој, во надоаѓање и така натаму, во кој спаѓа Македонија де факто, Западен Балкан, дури некои членки на Европска унија као Словачка е таква, да речеме и така. Сите тие раст под 5% не е раст. И тоа не е една година да го направите 5%, па и 6%. Вие треба во континуитет 10-15 години да го правите растат. Сите држави во Азија, например, во пред 20 години, кога расте Кина, Сингапур, Јужна Кореја, ако сакате, други држави тамо од околу што се појавуваат, тие сите имаа по Кина, например, имаше по 10-12% раст. Да. Етиопија во Африка сега има 10% раст. Секоја година. Значи, тоа е нешто што ја менува состојбата. 2,5% раст на бруто општествен производ ќе имаат Соединетите американски држави до година. Знаете, таму е обратно пропорционално. Колку сте поразвиени, значи колку е поразвиена економијата, стапките на раст на годишно ниво се помали. Заради тоа што вулгарно речено нема што да развивате, нели? Преразвиени сте, да. Има инфраструктура, има се и вие се треба да смислите, не знам, да го освоите Марс, па да инвестирате во програма Илон Маск, па да направите 10% раст. Нова додадена вредност, да. Али стандардните вредности се помеѓу 1 и 2% во развиените земји. Германија дури последниве години бележи негативно. Значи, овие држави кај што немате ништо изградено, ние се радуваме на една делница од автопат, не знам, до Прилеп Битола, 30 км. Така? Да. И ние се радуваме како мали деца, како деца на цреша сме за околу тој пат. Тој пат ќе направи раст во Македонија. Значи, толку нема што и да направиш, ќе го направиш растот. Збориме сега за капитални вложувања. Меѓутоа, многу пати зборуваме само за државата што треба да прави. Значи, еве патишта, инфраструктура и такви работи. Оно што предмалку го кажав, тоа е многу битно. Многу е битно се работи во образованието. Реформата во образованието. Македонија од криза ќе ја извадат не овие генерации. Не нашиве генерации. Генерациите кои, како велиме, денеска се запишуваат прво оделение, или се 5 оделение, 10 оделение, 9 оделение. Тие за 10 години од денеска, 10 години од денеска ќе биде 2035 година. Тие веќе ќе привршуваат факултети, до 2040 година ќе завршуваат факултети. И ќе бараат работа да работат до 2080 по некоја логика, 40 години работен стаж. Значи, еве го векот. Значи, нас нема да ни извади генерацијата наша, нашите, плюс минус 5 години. Македонија и сите овие држави и општества ќе ги извадат овие генерации што сега се 5 оделение, 6 оделение, 9 оделение. Но, погледнете го образовниот систем, што учат тие. Вие имате во Англија, во средно школо, 7 предмети во една година. Во Македонија има 15 предмети во средно школа. Значи, тоа би требало да биде предмет на реформа. Фокусација и насочување, предмет на реформа. Зборуваат 30 години во Македонија за дуално образование и како индустријата да се спои со образованието. Па добро, пробавте сите инструменти ги пробавте, сите системски решенија ги пробавте. Па идете до Сингапур, видете. Да, може тоа да се... Идете до Ирска, видете. Видете и копирајте го и направите го. Не, они знаат како треба. Политичка моќ нема, политичка волја нема за тоа. Така се тоа е од шуплју празно, кој ќе го земе ресорот, образование, ресорот автоматски е проектиран во буџетот, има пари, па да се прави свашта и така натаму и така натаму. Многу реформи, неуспешни реформи се повторуваат, резултат нема. Да, добро, господин Езиков, ви благодарам за ова интервју, интересни поенти, можеби некој нешто ќе слушне, ќе сака да имплементира, да. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам се. Да, сега продолжуваме со интервјуто кое го најавив, тоа е Елена Зорик, истражувачка новинарка на Бирн Србија, за протестите во Србија, за сето она што се случува таму, со неа разговара колешката Душица Мрѓа, а потоа се враќаме во студиото со Александар Трајановски, заменик градоначалник на град Скопје.